Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Почитувани слушатели, нека вечерашнава наша емисија ве разоноди со од рубриката Историски времеплов, исто така од рубриката Жена, мајка и дом. Мојот коментар на неделата е со Блиц вести. Но да спомнам дека на 30 јули е празникот Света Марија Огнена или Света Марија или Света Марена. Токму затоа ќе го дадеме на самиот почеток и прилогот за празникот Света Марена. На 30 јули православните христијани го слават празникот Света Великомаченичка Марина, во народот познат и како Огнена Марија. Овој празник традиционално многу повеќе го слават жените, а се верува дека треба да се воздржат од било каква работа. Традиционално деновите од 28 до 30 јули во народот уште се нарекуваат и горешници, а на последниот ден е празникот посветен на Света Марина или Марена. Се верува дека во овој период не треба да се работи никаква по земјоделска работа заради заштита од пожари и поројни дождови. Иако овој празник не е одбележан со црвени букви во православниот календар, кај повозрастните постоела голема страво почит кон култот на ова поборничка за христијанската вера, која била заштитничка на жените. Како ќерка едина на родители, Марина се крстила на 12-та година од животот, заради што незините родители се одрекле од неа. Одбивала да се омажи и сакала да му се го посвети животот на Христа. Кога имала 16 години, царскиот намесник Олимври ја побарал за жена и побарал од неа да им се поклони на идолите. Но откако го одбила, таа била ставена на тешки маки и била убиена со меч. Дел од светите мошти на Марина денес се наоѓаат во нејзиниот манастир, сместен над Охридското езеро на планината Ланга во Албанија во Туминец, а се верува дека таму се случувале и голем број чуда. Поради ова Света Марина станала многу почитувана, особено кај жените, а празникот го добил името Огнена Марија, затоа што се верува дека ова светица слично, како и Свети Илија, казнува со оган. Често во народот Марина е позната како сестра на громовникот Илија, иако тој е роден пред Христа, и на Свети Пантелеймон, а старите веруваат дека на овој ден не треба ништо да се работи, затоа што тој ден секоја работа е грешна и ја прекршува Божјата волја. Дел од повозрастните жени на овој ден стравуваат дури да вденат и конец во игла, затоа што и тоа е дело би можело да биде казнето. Во некои семејства овој празник се слави и како света слава, па нека ни е на помош.
За вашите семейни слави, крштевки, роден ден или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно премени сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Повелете и за религиозните празници, како и во неделите на заедничка богослужба, како што сега доаѓа, значи Света Марија Огнена на 30 и на 2 август пак Свети Илија. Телефонот е 416-421-7451. Управата на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам со председателот Жан Стојчевски ве повикува за македонскиот фестивал, македонски фестивал во Маркам, кој е организиран од црковниот одбор, како што реков, на Свети Димитрија Солунски во соработка со македонската заедница од регионот Јорк. Настанот трае 3 дена и има за цел да ја прикаже македонската култура, традиција и музика пред пошироката јавност, преку жива музика, традиционална и современа, настапи на културно-уметнички друштва, традиционална македонска кујна, изложба, македонска соба, опен хаус. Фестивалот представува културен мост отворен за целата заедница на регионот со Јорк со цел поблиско запознавање со македонското наследство и традиции. Инаку 8 и 9 август започнува фестивалот од 12 часот напладне до 12 часот на полноќ, а пак на 10 од 12 часот напладне до 1 часот после полноќ. Организацијата Обединети македонци и ова година го одбележува Илинденскиот празник, односно трите Илиндена, битката на Херонеја, Илинденското востание, а исто така и Асном. На 2 август, после богослужбата, ќе се положи венец пред споменикот на паднатите знаени и незнаени борци пред споменикот во дворот на Свети Климент Охридски, а пак на 3 август нека вашата мисла биде кон патот, кон паркот на организацијата на Обединети македонци. Ќе има и почесни гости, а од Македонија, односно од Мала Преспани, доаѓа председателот на Единствената македонска партија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стерјовски. Ќе ве забавува во музичкиот дел оркестрот на Сонја и Оливер, ќе има и богато јадење. Вратите се отворени од 7 часот на вечер, а денот, реков, е 3 август. Повелете сите на овој заеднички наш национален македонски празник. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. А сега во продолжение да одиме со рубриката Историски времеплов. На 26 јули 1963 година беше катастрофалниот земјотрес во Скопје со 6,1 степен од Рихтеровата скала, кој одзеде 1100 животи, 3000 повредени, а 200.000 жители останаа без дом.
На 26. јули 1926 година пак починал во Софија македонскиот филолог, лингвист, историчар, фолклорист, етнограф, публицист, политичар, револуционер и борец за македонската национална афирмација Крсте Петков Мисирков, кој беше роден 1874 година во село Постол или Пела, Енидже, Вардар, во егејскиот дел на Македонија. Инаку автор на книгата за македонските работи, автор и на првото списание Вардар, напишано на современ македонски јазик. Од грчките власти беше убиена и хероината на 26. јули Мирка Гинова, која кога и велеа ти си Ирини гини, а таа викаше јас сум Мирка Гинова и умирам за Македонија. Тоа е нашата хероина Мирка Гинова. На 24. јули 1957 година во Прилеп почина првиот председател на Република Македонија во рамките на СФРЈ Методија Андонов Ченто, македонски револуционер и борец за правата и слободата на македонскиот народ. Тој замина со зборовите: верував во се, но не верував дека мои ќе ме судат за Македонија. Во градот Лозана е подпишана декларација по која е извршена грцизација на егејска Македонија. На 24. јули 1923 година, каде се направи размена на христијанско население и дел Грци од Турција, што биле доселени 565.143 лица. Тогаш грчките власти забраниле употреба на мечениот македонски јазик, пеење на македонски песни, ги менувале сите надписи во црквите и гробовите, имиња на селата, градовите, реки, планини и така натаму. На 23. јули 1942 година бугарскиот суд без право на жалба ги осудува со смртна казна правнукот на поп Стојан од Берово, кој со Илјо Малешевски бе учесници во македонското или кресненското востание, а тоа е македонскиот писател, патриот и учесник во отпорот против режимот во Бугарија Антон Попов. Исто така истата вечер со Антон Попов е стрелан и Никола Јанков Вапцаров, кој исто така бил поет, новинар и револуционер, како и еден од основачите заедно со Попов на македонскиот литературен кружок од 1938 до 1941 година. На 22. јули 356 година пред нашата ера во Пела е роден Александар III Македонски, еден од најпознатите личности на стариот век, војсководец и државник кој го освои речиси целиот свет. Према Плутарх, неговото раѓање им било предскажано на Филип и Олимпија. Таа сонила сон дека гром удрил во низиното тело и целото ја запалил. Друга верзија има што богот Зевс од Егејското море нишанел со стрела во стомакот на Олимпија и таа останала трудна, а третата верзија е Филип сонувал како тој ја запечатил утробата на Олимпија со еден печат на кој имало отпечаток на лав, што и навистина тој е роден во хороскопот на лавот, за кој дворскиот пророк Аристандар Телмес рекол дека ќе биде машко дете со лавовски карактер, што значи од генијалниот филозофски учител што се појави од Аристотел, генијалниот војсководец, неговиот ученик е пак Александар Македонски. Ете, тоа беше од македонскиот историски времеплов.
može zemljo moja da me zeme, ti go dava moj to srce, jaz ke bidam do kraj so tebe, davam život zemljo moja, so tebe suvo dobro i vo lošo, so tebe delam sreća i taga, čuvaj ja Bože Makedonija. Ova zemlja koliko traje, zamaki samo da znaje, gorda sam što pevam svega, o sveta zemlja na makedonski. Ova zemlja koliko traje, zamaki samo da znaje, gorda sam što pevam svega, o sveta zemlja na makedonski. Kambani stari v crkva bijat, stari luge plaćati molak, da se vratat sinoj naši, zlatno sonce da gi gre. Ova pesna ke ti kaže da se vratiš, da se setiš koji si što si, koji te saka, a ta je samo Makedonija. Ova zemlja koliko traje, zamaki samo da znaje, gorda sam što pevam svega, o sveta zemlja na makedonski. Ova zemlja koliko traje, zamaki samo da znaje, gorda sam što pevam svega, o sveta zemlja na Ova zemlja koliko traje, zamaki samo da znaje, gorda sam što pevam svega, o sveta zemlja na makedonski. Ova zemlja koliko traje, zamaki samo da znaje, gorda sam što pevam svega, o sveta zemlja na makedonski. А сега од рубриката Жена, мајка и дом. Во вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе ве запознаеме со кромидот кој е како лек. Кромидот е многу здрав зеленчук. Луковицата од кромидот содржи вредни лековити материи и може да се користи како природен лек за многу заболувања. Во исхраната се користи преку цела година млад или зелен кромид, напролет млади главици кромид во текот на летото и зрел кромид зиме. Од хранливи состојки кромидот содржи многу јаглехидрати во мали количества, растителни билковини и масти. Но вистинската вредност на кромидот во исхраната потекнува од содржината на витамини и минерали. Тоа е вистинска ризница на витамини, минерали, билни хормони, содржи калиум, сулфур, витамин B1, B2, C, K и P, бета-каротин. Кромидот во организмот действува слично како и инсулинот. Инаку, кај луѓето лабораториски испитувања од клиниката Мео покажуваат дека тој помага и во третирањето рак на простатата, бидејќи ги блокира машките хормони што го стимулираат растот на раковите клетки на простатата.
Ке луѓето што внесувале храна што содржи кверцетин и други исто така флавониди е забележан намален ризик за рак на бели дробови, на желудник, на панкреас и на дојка. Резултатите од испитувањата сугерираат дека постојано консумирање растителни продукти што содржат кверцетин може да представува висок заштитен ефект од рак на белите дробови. Како што реков, некои истражувања покажале дека зголемената исхрана со кромит доведува до намалување од ризикот за добивање рак на главата и вратот. Во кромидот се наоѓаат многу состојки што действуваат бактерицидно, тоа се борат против бактериите и другите микроорганизми кои се причинители на разни воспаленија. Во кромидот го додаваат неговото лековито својство бактериостатиците. Затоа често се препорачува при настинки, кашлица, акутен и хроничен бронхитис, астма и други воспалителни заболувања. Покрај тоа кромидот ја прочистува и крвта, ги прочистува крвните садови и ја спречува атеросклерозата. Со еден збор, кромидот е здрава храна и природен лек. Во идните наши емисии ќе ви дадеме и рецепти кој лек, односно од со кромидот, како се прави, за која болест помага. А сега со уште една убава македонска мелодија. Тихо, тихо, јас ке дојдам до тва блага. Месец златен, нека свети, моја драга. Нека цути бакрен бел, нека шуми липа стара, види само малку нежна и љуби ме. Срце мое ке ти каже една тајна, љубов наша за да биде вечна крајна. Јас ти нудам љубов жар и те сакам, мила моја, види само малку нежна и јас сум твој. Дај ми можности, јас да те видам само ова ноќ. Среќен да бидам, багрен цуди бел, за тебе драга, дај ми бакнеш врел, ти нежен свету мој, дај ми бакнеш кој ќе биде само сој. Срце мое ќе ти каже една тајна, љубов наша за да биде вечна трајна. Јас ти нудам љубов жар и те сакам, мила моја, видиш само малку нежна и јас сум твој. Дај ми можности, јас да те видам само ова ноќ. Среќен да бидам, багрен цуди бел, за тебе драга, дај ми бакнеш врел, ти нежен цвету мој, дај ми бакнеш кој ќе биде само сон. Јас да те видам, среќен да бидам, за тебе драга, дај ми бакнеш врел, ти нежен цвету мој, дај ми бакнеш кој ќе биде само сон. Дај ми бакнеш кој ќе биде само сон. А сега од мојот коментар на неделата. Еден српски историчар неодамна преведе историска книга за најстарите цивилизации во светот од германски историчар во која пишува: најстар цивилизација е Македонија,
од пред 10.000 години пред нашата ера, иако на остров во Егејско море пронајдоа пак скелет од човек стар од 150 до 350.000 години. Потоа доаѓа Сумерија 3500 година пред нашата ера, Египет 3100 година пред нашата ера, Вавилон 1900, Израелити 1200 и Феникија 1200, Минојска од 1800 до 1450 година и така натаму. Исто така Черчил има кажано дека најстарите жители во Европа се македонците. И вели, и таа Европа ја раздели Македонија во 1913 година. Со еден збор кажано, како што вели Черчил, целата историја на Европа е поврзана со Македонија. Многу пати не излажаја да промениме знаме, име, историја и што ли не, Божем нема после тоа да ни барат ништо. Сега барат пак некои стотина лигајчари, би ги рекла, така наречени бугари родени во Република Македонија. Европската Унија бара да го промениме уставот и да ги ставиме нив во уставот. А од друга страна пак ни избриша јазик и име. До кога македонската влада ќе молчи на вакви европско-униски кретени на чело со Германија и индиректно Англија. Време е да се поништи Преспанскиот договор и ово со татарите, време е да се врати знамето на сонцето, време е да Република Македонија биде на македонците со еден официјален јазик, македонскиот, во која држава има малцинства кои ги уживаат истите права како и самите македонци по род. Пред да продолжам со мојот коментар, да чуеме што кажа председателката Гордана Силјановска-Давкова во интервјуто со новинарот Гоце Михајловски, која дава одговор на изјавата што некоја словеничка пратеничка рекла дека македонците или македонскиот идентитет се познава по ајварот, виното, пинџурот и така натаму. Да чуеме. Со најголемиот таа шокантна изјава што ни се случила недавно, додека бевте вие во Шпанија, тука во Скопје се одржа тој самит ЕУ Западен Балкан, но ќе остане запаметен по изјавата на еврокомесарката Марта Кос, која нашиот идентитет го објаснуваше со пинџур, со погачи, со други јадења од нашата традиционална кујна. Како гледате на неа? Дали е ова само една несреќна изјава, дадена во еден несреќен момент, или пак е само потврда дека европските бюрократи баш не разбираат со што ние си имаме мака? Како некој кој докторирал во Словенија и ја чувствува Словенија, како велам јас, како втора татковина, втора дежела, верувам дека е случајна или, еве како што велите вие, несреќна изјавата, не сакам да верувам дека не, сигурно не сакаше да не навреди, да, но идентитетот може да се препознае низ ајварот, виното, пинџурот и слично, а некој од нив се веќе превземени од Словенија. Ние немаме ајвар, за жал имаме ајвер, што значи, гледате како интересна категорија е идентитетот, но еве, например, јас што мислам, зошто е несреќна изјава. Сум имала прилика едно време во Словенија да пита и кога ќе отидете на гробиштата блиску до Шмихел кај Ново место, тамо кај Јулија Примицова и Франц Прешерн, ќе се сетите дека Франц Прешерн, например, пишувал љубовна поезија на германски. Никому не му паѓа на памет да рече дека не бил словенец и тој е дел од словенечкиот идентитет. Ама, ако во нашава татковина има луѓе на највисоки функции, премиери, председатели, кои така кооперативно изјавуваат дека Гоце Делчев бил бугарин или дека имаме ист јазик, дека сме еден народ, тогаш ќе слушаме и
вакви приказни. Дека идентитет не е Ајвар Пинџур и слично, се гледа и од основачките документи на Европската Унија, а и од уставните документи на Европската Унија. Комесарите и комесарките мора да ги знаат. Во договорот за ЕУ, во Лисабонскиот сигурно немаше договор, лоша намера, таа веројатно сакаше малку да не лоша смири, намера, дека не може никој во да ни го земе Лисабонскиот идентитетот. договор, сакам да кажам дека има јасни параметри, дека идентитет се знае што е. Во повелбата за фундаменталните права јасно пишува дека Европската Унија ќе го почитува националниот и културниот идентитет на сите нации, држави, дигнитетот и интегритетот. Не знам, Меѓутоа, да спомнеме на уставното име, поточно изговарање на името на државата Македонија, африканската држава наречена од 1832 година Грција, каде што дојдоа од Африка, од Либија, во таа денешна Грција, и тие реагираја на изјавата што Давкова го употребува уставното име, односно именката Македонија, а исто така и македонските министри почна често да го користат името Македонија без придавката Северна. На тоа председателката одговори дека прифатената додавка или придавка Северна, што упорно Европската Унија ја бараше за да Македонија стане нејзина членка, всушност не изначило ништо на таа, би рекла, недемократска Европска Унија. Доколку изначеше промената на името, знамето и така натаму, Македонија одамна ќе беше членка на Европската Унија. Меѓутоа, почитувани слушатели, јас овде би додала, ако Германија сакаше да ги уништи докорен евреите, после тоа омразата се префрлаше, како и ден денес, кон словенскиот православен народ, а жртвата во случајов е Србија, а најмногу Македонија. Што значи, Бугарија и Грција се ситни риби. Тие не одлучуваат за уништување на македонството, туку Англија, Германија, Америка со НАТО и ЦИА. Тие се гробарите на Македонија и македонскиот народ. Но затоа пак еден наш сонародник напиша, меѓу другото вели: грчката мизерија продолжува. Нивниот дипломат при средба со нашиот денес кажа дека тие силно ја поддржуваат Македонија на патот кон Европската Унија. По 100 години терор врз македонците, окупација, асимилација, протерување, убивање и насилно менување име, нација и крадење историја од македонците, еве тие демек не сакаат, почитуваат и се би сториле за нас. Која беда, кој искривен, болен ум. Ако во дипломатијата има дволичност и лицемерие, тоа не значи дека народот верува. Напротив, омразата продолжува, кон нив се разбира, не само тие, и ние кон нив, но и Севишниот нема да им прости. А пак Тодор Петров пишува: Илијана Јотова, председател на Република Бугарија, во 2018 година дојде во Македонија и од Смилево порача, цитирам, да не се лажеме, секој кој има бугарски пасош е булгарин. Бидејќи Илијана е индоктрирана, пропуштила лекции од историја, па да ја подсетиме, вели Тодор Петров. Илијана далеко се Татарстан, Кина и Монголија. Основата на Бугарија е Македонија. Во Бугарија има се, само бугари не. Затоа што основата на бугарскиот демос како современа политичка нација е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите меѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Сан Стефанска Бугарија од 3 март 1800
1978 година како проекција на царска Русија после војната со Отоманската империја да излезе Москва на Медитеранот, на топлите мориња, ќе остане само неизживеана романса на Софија за Македонија. Се додека за Софија Македонија е дел од Бугарија, македонците се бугари, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, договор Заев Борисов од 1 август 2017 година е велепредавство на нацијата и државата. И ниту една ревизија не може да ја смени ова историја и вистина. Македонија повторно е самостојна држава, македонскиот народ повторно е суверен народ. Македонија е одржлива демократија, македонскиот народ е посветен народ, така било и е и така и ќе остане. Сите македонци еден за друг, никогаш северна, сама Македонија, вечна од исконот до бескрајот. Амин. Пред да одам со македонскиот манифест, еве пак унгарскиот Орбан каква изјава дава до Европската Унија. Денеска вели Европската Унија ме осудува затоа што отидов во Москва и разговарав со Владимир Путин. Ме осудува да платам сума од 2 милиони евра на Европската Унија затоа што правам се што е можно за да има мир во светот. Јас немам 2 милиони евра, парите се кај вас, не кај мене. Немам пари ниту на личната сметка. Владимир Путин и Кси Джинпинг ми понудија 4 милиони евра за да ја платам ова сума за која сум осуден. Јас не прифатив. Зошто да ви давам вас пари кога не сте заслужиле? Затоа што јас се борам за мир додека вие се подготвувате за војна. Никогаш не сум земал пари нити од Европската Унија, нити од НАТО, нити од Соединетите Американски држави за време на мојата администрација. Никогаш. Не сум земал пари ни од Кина, ни од Русија. Но кажете вие Европска Унија дека се подготвувате за војна, кажете им на децата на Европската Унија дека ќе гинат како украинците за вашите интереси. Се за вас е пари, се е пари. Жал ми е за вас. Во Украина сте за пари, за многу пари. Поради вас умират братски народи. Нема да ви дадам пари, но додека сум жив, ќе се борам за мир во светот, за да не умират повеќе деца. Нема да дозволам поради вас да умират деца од мојата земја и деца на земјите од Европската Унија. Нема да дозволам. И ако сакате да знаете зашто разговарав со Путин и со Кси, разговаравме за фактот дека ниту Путин, ниту Кси не сакат војна. Вие сакате војна, не тие. Путин секогаш бил подготвен за преговори, но никој не ги сакал. Вие сте хиени, жедни за крв, за крвта на децата. А јас би завршила сега со македонскиот манифест што го напиша познатиот писател Петри М. Андреевски. Брајки и сестри, бидете на штрек. Не подарувајте го идеалот на вашиот минлив живот. Не напуштајте го храмот што го носите во вас. Не напуштајте го и кога знаете дека е разурнат, исправете ги неговите урнатини, зашто само така ќе си ја вратиме и вербата во себе си. Не срамете се од ништо што е ваше. Ставете го во вашата љубов како порака на сите наши предци, кои пред нас биле некаде тука на истите овие места што ги зафаќаме ние. Не дозволувајте некој друг да ни ја контролира нашата свест и нашата национална гордост. Презирајте ги сите оние што ни го присвојуваат името, но и црквата, јазикот, писмото што всушност го повзајмила од нас. Само здружени и со меѓусебна доверба ќе бидеме секаде и секогаш посилни. Историјата е еден отворен процес кој постојано се допишува. Ние, македонците, таа историја сакаме да ја пишуваме само со своето македонско писмо и само со својата македонска вистина. Слободата е наша прва икона и затоа не испуштајте од своите раце и од својата љубов. Таа не се освојува еднаш за секогаш, туку секој ден и постојано. Ни секој наш творички подвиг и ни секој изгрев што не осветлува. Само така Македонија ќе ја видиме обединета во една толку величенствена светлина. Зашто наше знаме е сонцето, а тоа е најстариот оган на кој се грееме. Ура за Македонија, ура и за тој вечен оган по кој се препознаваме.
Ама нас данес нема, знајте Господа, нема никогаш. Дури звезди се палат, храбри синој се раѓат, ти ќе постоиш, Македонијо. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Дали клетва била јака, да е вечната мака, земјо кажи ми. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Ако мирот не се врати, некој мора се да плати, Македонијо. Душмане геј го зема и во пир не нема веќе никаде од огништата. Боже, мора ли вака, знаеш, земја се сака, исто како и дедото. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Дали клетва била јака, да е вечната мака, земјо кажи ми. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Ако мирот не се врати, некој мора се да плати, Македонијо. Гледам зверој што вија, стари камбани бија, не те даваме, Македонијо. Дури звезди се палат, храбри синој се раѓа, ти ќе постоиш, Македонијо. А сега да ги проследиме и блиц вестите од Македонија. Испитување на уставноста на вториот протокол со Бугарија, која до уставен ја поднесе екс-претеничката Лилјана Поповска, неверојатно ќе се разгледува по летните одмори. Овој документ, иако е стар 3 години, се уште ја бранува политичката јавност, земајќи предвид дека со него се преземаат обврски кои може да влијаат на евроинтегративниот процес. Министерот за надворешни работи го нарече документот најштетен во македонската историја, што веднаш ги наполни насловните страници и во бугарските медиуми. Поднесената иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на уставноста на протоколот со Бугарија најверојатно ќе се најде пред судиите по летните одмори. Тие треба да одговорат дали протоколот од втората меѓувладина седница со Бугарија од 17 јули 2022 ја има поминато легалната процедура за негово договарање, усвојување од страна на владата, подпишување, собраниска ратификација и објава во службен весник. Поранешната пратеничка Лилјана Поповска, која поднесе иницијативата, бара Уставниот суд да го прогласи за ништовен, бидејќи според неја прекршени се 19 члена од законските решенија за негово усвојување. Барам одлука за негова ништовност на овој протокол поради прекршување на дури 14 членови од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, потоа 2 члена од Законот за надворешни работи и 3 члена од Уставот. И затоа сметам дека како правно ништовен документ протоколот никако не смее да наметнува штетни действија диктирани од соседна земја, ниту на Македонија да изадава крајно непринципиелни и понижувачки обврски кои задираат длабоко во темелите и содржината на македонската држава, нација, историја и идентитет.
Инаку, правно гледано, сметам дека протоколот има најмалку 7 правни прекршувања. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски во телевизиско гостување оценува дека ваквата иницијатива ќе потврди дали уставните измени се единствената пречка за Бугарија за отклучување на нашиот евроинтеграцијски процес. Министрот смета дека ова е еден од најштетните документи во историјата на нашата надворешна политика и тако како што е, во овој момент нема никаква задолжителна правна примена. Според него, овој протокол во неговата содржина излегува надвор од рамките на договорот за добрососедство. По ваквиот став, бугарските медиуми пишуваа дека Муцунски ја нападнал преговарачката рамка со Европската Унија и условите поставени од сите земји членки на блокот. Бугарскиот БГН се обвинува дека македонскиот министер ги заведува своите сограѓани зборувајќи за бугарска блокада. Ивана Соколовиќ. Zemljo mila Makedonijo,
Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ. Thank you.